Благодарам, господине Мисовски, почитувани колеги пратеници. Јас ќе почнам од постот на министерката за правда, која што немаше доблест и храброст да се обрати пред пратениците во собранието за законот за јавно обвинителство, кој што во самиот пост тврди дека најмалку еден месец објаснува и брани закон во јавноста. И сакам да и кажам и да и порачам на министерката, која што единствено место кај што треба да го образложи овој закон е токму овде, пред пратениците на ВМРО-ДПМН и пред сите други пратеници, и во пленарната сала, дека нити го објасни и ниту го одбрани овој закон. Овој закон, министерката за правда Рената Десковска не го објасни и не го одбрани, па и не ги почитува забелешките на нејзините колеги експерти кои што дојдоја на повик на ова собрание да ги кажат забелешките, безбројни забелешки кои што не беа ставени во разгледување од страна на работната група и министерката за правда Рената Десковска, туку ги повика пратениците да поднесат амандмани, не сакајки да и се намали егото и да прати ново законско решение, иако бевме сведоци дека во текот на ноќта, на еден хаотичен и криминален начин, пред пратениците дојде едно законско решение, за кое што после се правдаше и техничкиот премиер Оливер Спасовски, дека службите го сгрешиле материјалот, па поради тоа било каснењето со седницата. Меѓутоа да потсетам дека повлекувањето на тоа законско решение и испраќањето на ново законско решение не беше поминато согласно деловник на влада, каде што министрите се произјаснуваат под гласањето за одредено прашање, а господинот технички премиер Оливер Спасовски го подпишува само одлуката од гласањето. Ние овде добивме еден допис кој што не е поминат на влада, па поради тоа што знаеа дека е направена грешка, на владата во Охрица се случи хаос, затоа што не знаеа како да излезат од целата ситуација. И тоа не е прв пат да се прави фалсификат со одредени вакви дописи кои што стигаат од влада, ниту пак да се кршат деловниците и на влада, а и во многу случаи и во собранието. Жално е ова што ни се случува во ова собрание. Класично насилие со закон кој што го разгледуваме спротивно на Уставот и деловникот на собранието. Закон пуштен со европско знаменце, кој што се разгледува во скратена постапка, на кој што примената му е со одложено дејство за 4,5 месеци. Носите противуставен закон само со едно цел, само да спасите едно лице од одговорност, а тоа е Зоран Заев. Стигнавме дотамо да го доведеме одржувањето на изборите под прашање, да го прекршите договорот постигнат кај председателот на државата Пендаровски, со кој договор се согласивме сите и на кој договор немаше никакви забелешки од ниту една политичка партија. Под плаштот на овој закон се обидувате да избегате од избори, а тоа е бегство од соочување со одговорноста на Зоран Заев. Со ова само докажувате дека сте подготвени целата држава да ја ставите во заложништво, а и самите вие станавте заложници на еден човек, само за да го амнестирате од одговорност и насила да го донесете овој закон. Зоран Заев има еден приоритет, а тоа е како да одбегне одговорност
од сите овие скандали и афери кои се провлекуваат за неговото име, неговата влада и луѓето околу него. Вакви скандали и афери има многу. Со еднострано носење на овој закон за јавно обвинителство ќе се воспостави целосна и зголемена контрола врз обвинителството за по поразот кој што ќе ви се случи на 12 април, да одбегнете одговорност за сите сомнежи за сторен криминал и корупција. И откако стана свесен на носењето на овој лош закон по забелешките на ВМРО ДПМНЕ, но и на бројните забелешки на експертската јавност, дека удира во зид, сега одите на сила да го донесете овој закон, без ниту една прифатена забелешка од експертите, само за бегство од одговорност на луѓето кои што се околу Зоран Заев. Ова е веќе најмалку трети изговор, а од денеска слушаме и четврти, да избегате од избори. Претходно беше наводно шпанската криза и влијанието врз ратификацијата на протоколот, кој што се потпиша, па потоа смисливте изговор кој што се однесува на блокада на законите од страна на опозицијата, меѓу кој беше оној и за бизнисот и извозот на цветот марихуана, во кој директен интерес има семејството Заеви, за да денес изговор ви биде законот за јавно обвинителство. Не може да сме прогласени за најкорумпирана земја во Европа, а за тоа никој да нема никаква вина. Не може да сме прогласени за хибриден режим, што е чекор од авторитарен режим, а за тоа никој да нема никаква вина во газењето на слободите и правата. Никој не верува дека за 3 години нема ниту еден процесуиран и сериозен случај за криминал против било кој човек од власта, а Заев да не врши влијание врз разнишаното и без кредибилитет обвинителство и судство. Законот за јавното обвинителство кој го предлага Заев е едностран и во спротивност со експертските мислења, Уставот и кривичната материја. Македонија не смее да дозволи обликување на суштински закони во зависност од политичките желби на власта или тесно партиските интереси на било кој друг субјект во државата. Не смее повеќе да се дозволи да се обликува закон со кој некој ќе се штити и се ќе прави за да наштети на некој друг, а потоа граѓаните да бидат единствени кои што ќе оплатат цехот за целото непочитување на законите. ВМРО ДПМНЕ не е против закон за јавно обвинителство, туку е против партиски закон за јавно обвинителство, со кој што ќе се штити криминалот. Секое законско решение мора да биде производ на консензус, но и во дослуг со експертската јавност. А вчера и во текот на вчерашниот ден сме сведоци на невиден партиски политички пазар. Никаква консултација и забелешките од експертите не се вметнати во овој закон. Ви предложивме закон за јавно обвинителство да дојде од експертите и професорите од правниот факултет кои што имаат релевантност и искуство во оваа материја и да биде дел од јавната дебата. Професионализмот да го ставиме над партиските интереси, а законот кој што тие ќе го предложат безрезервно и без двување ВМРО ДПМНЕ ќе го прифати. 4,5 месеци имате пролонгирање на законот, време во кое што експертите можеа да седнат и да напишат вакво законско решение. Меѓутоа, вас не ви треба експертско и правно издржано решение, туку ви треба закон со кој што ќе се спасите од сето она што се има случувано овие 3 години и од она што знаете дека го имате правено, а ќе треба да се процесуира во наредниот период. Очигледен е очајничкиот потек на предлагачот да ги озакони незаконски, но и фактички да ги внесе овие постапки во делокругот на работата на јавното обвинителство. И со овој закон, практично во тек на постапката, се сака да се озакони она кое што незаконски беше правено, односно преносот на процесите од СЈО во редовното јавно обвинителство.
со сила да се турка противуставен закон за јавно обвинителство и само поради тоа да се одлага распуштање на парламентот еднострано, без земање во предвид на забелешките од експертите, професорите на правниот факултет, значи дека туркате закон за да спасите некого и тоа и некого има име и презиме од одговорност. Со законот за јавно обвинителство не сакате да важат прислушкуваните разговори и спроведувате операција за амнестија, и тоа амнестија лично за Зоран Заев и членови на неговото семејство. Амнестија за раководството на вашата партија и функционери од коалиционата влада, за кои постоја сомнежи дека се силно инкриминирани во нелегални активности. Со законов сакате да ги вдомите вашите кадри од СЈО, за кои што јавно видовме колкави хонорари земале спротивно на закон, и се додека не се откријат сите криминали и прекршување на законите во рамките на СЈО, ваквата одредба не смее да помине. Затоа баравме од Собранието да формира анкетна комисија која ќе утврди како работело специјалното јавно обвинителство, бидејќи имаше јасни информации за притисоци на странки, злоупотреби на средства, непотизам. Не дозволивте да се формира анкетна комисија, а не пак да видиме што се правело во тоа СЈО. А се правело, и тоа многу се правело. Со членот 26 доведува до нееднаков третман на јавните обвинители, не се јасни и причините зошто јавниот обвинител на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и јавните обвинители во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција не можат да бидат упатени во друго јавно обвинителство. Ставот 2 го крши принципот на хиерархија кога вели дека јавното обвинителство без согласност на јавното обвинителство при ОЈО за гонење на криминал и корупција не може да преземе кривично гонење или вршење на одделни работи за кое е надлежно ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција или да овласти друго јавно обвинителство. Со овој став повторно се прави паралелизам во јавните обвинителства слично на она што беше со СЈО. Односно, јавното обвинителство е главен и највисок орган во рамките на државата на јавното обвинителство, само кога тоа ќе му го дозволи јавното обвинителство при ОЈО за организиран криминал. Каков апсурд е ова? Ја исклучивте, повторно ќе кажам, пошироката компетентна правна фела, научна и стручна универзитетска фела, која што даде голем број на забелешки. Со решението кое што СДСМ го предлага, доаѓа до неможност новата влада да предложи, а новото парламентарно мнозинство да го разреши републичкиот јавен обвинител, односно постојните политизирани и компрометирани решенија да бидат зацементирани во иднина. Дали се сеќавате на ветувањето на вице-премиерката и ваша подпредседателка која кажуваше дека ќе бара опозицијата да го предлага државниот јавен обвинител? Или тоа е веќе дамнешно минато за вас, тоа е период кој што не сакате да го спомнувате, затоа што доаѓа време да го платите цехот за сите криминали кои што сте ги правиле во изминатиот период. Во ваквиот закон, кој што нема никакви европски вредности, туку напротив има врска со стравот на Зоран Заев и неговата желба да избега од одговорност, и затоа сите да бидеме зрели, да се издигнеме над партиските интереси и да бидеме заедно со државните интереси и интересите на граѓаните. Ајде, уште еднош ќе кажам, професорите и експертите вклучени во јавната расправа да изготват решение кое што еве јавно пред македонската јавност ви викаме дека ќе го поддржиме. Не е вакво искомпрометирано решение кое што уште што не го видело светлото на денот е искомпрометирано и јасно на целата македонска јавност зошто и од која причина се донесува. Да донесеме закон со кој што вистински ќе се бориме против корупција и криминалот, а не само за заштита на одредени луѓе кои што се во моментот околу Зоран Заев и неговата искомпрометирано раководство. Ова ќе биде добар сигнал со таков закон, а нешто со закон кој што вие сега
на брзина сакате да го донесете. Бојан Маричич, како национален координатор во владата, вели дека овој закон не е услов и дека ова не е точно кое што цело време го кажувате, но ќе биде позитивно предвижување. Заборавате дека земите кои што не мониторираат и не бројуваат како земја која што е најкорумпирана во Европа. Ова нема да го промените само со законот. Ова нема да го промените само со законското решение кој што ќе го донесете. За ова треба сите да се вложиме, меѓутоа да излезат на површина прво криминалиите кои што се случуваат во овие 3 години и кои што во наредниот период владата на ВМРО ДПМН ќе ги извади на виделина. Ви благодарам.